Да, време е за оброкот на денот и многу ми е драго кога можеме да најавиме нов лик. Значи, запознаваме нов лик. Дино ни беше најнов сега во оваа нова сезона. Еве сега и Илија Исаковски ни е вториот нов во новава сезона. Здраво, добре ни дојде. Илија е фитнес тренер или можеби подобро професор по физичка култура. Како преферирате така? Така е, да. Рецептов, коментиравме са Вајле уште со Ненад, вели тој нема да ја откажам диетата или на новиот начин на исхрана заради ова, мешање на солено и благо, така, урда со мармалад, но пред да кажеме што и како и зошто токму овој рецепт, да споменаме некои работи околу тоа, нели кога некој тргнува со физкултура или физкултурата или спортските активности му се дел од животот, несомнено дека ќе може да продолжи во сферата на индивидуални часови, групни часови, така натаму и така натаму. Како е? Како одеше твојата приказна? Па, мојата приказна оди уште пред малку 30 и нешто години. Од тогаш имам почна да се бавам со физичка активност од 5 годишна возраст. Имам брат близнак, иначе Игор. Поздрав, Игор. Поздрав, Седнат Игор, пат заедно, може? Или Игор може, некад? супер ќе видите. Супер, Близнаци добро. сме. Си личите? Да, многу. Да. Иако сме двајчани. Патам кажано сме многу компетитивни. Уште од деца сме такви. Заедно сме раснети. Прво почнеме со карате спортот, до одредена возраст, до негде 8 оделение. После се разделиме во средна школа. Намерно се разделивте или? Па мислам дека намерно. Може би беше таква. Татко ми беше економски Иницијат, работник, аха. сметководител, него го привлекуваше повеќе тоа. Ја по физичкото, јас се запишав средно физкултурно. Значи, он е по финансиите. Па, у денешно време сите треба да сме по финансиите. Да. Добро. Јас се запишав средно физкултурно, он се запиша Економско во Борис. Потоа за факултет повторно се спојивме. Средна школа почнеме да играме активно многу ватерполо. Па после средно дипломиравме на факултетот за физичка култура и можам да кажам дека ја и брат ми сме мислам дека единствените науки што имаат дипломирано ватерполо на катедра пливање и ватерполо. Вистина. Да, и потоа дипломиравме и наставници, односно професори по физичко и здравствено образование. Со фитнесов се бавам малте не цел живот, како што кажав. Еден на еден тренинзи и индивидуални тренинзи и групни активности почнав уште во 2009 мислам дека година. 2011-2012 работев на брод. Да, и тренерот што ни беше тамо, австралијанец, ним се верува дека гледа емисија, сега да го поздравам него, ми кажа нешто што мислам дека ќе ни остане врежено и таков ми е пристапот во све, он викаше KISS. Тоа е скратеница од Keep it simple stupid. Значи се водам комплетно по тоа. По тоа. По тоа. Добро, супер. Ајде сега да се вратиме на ова што е сегашна ситуација, да речеме. Што значи кога велиш групни и индивидуален пристап во таа група, да речеме, на луѓе? Па вака сега. Кога водам ја групата, ми доаѓаат различни клиенти. Не ми е групата повеќе од 15 души, затоа што е неферски и мислам дека не е невозможно да ги услужиш да бидеш тука за... Иако просторијата во која ќе работаме голема, не е возможно да ги услужиш сите. Мојот пристап кон луѓето е индивидуален. Они кои ќе ми дојдат тука, како што ти спомнав, викаат леле колку ќе ми биде тешко, што ќе правам сега. Ги гледаат сите други, ги гледаат теговите тамо на страна, гледа некој вежба, некој прави. Вика што ќе правам ја тука? Викам ти најтешкиот чекор го направи, ти влезе тука. Да, сега си наша и од тука тргаме од таа стартна точка и пристапот ми е кон секого како што треба. Односно да му кажеш се, да му објасниш се, зашто јас сум некој кој што сака да му објасниш се, нели? Зашто ова, зашто ова? Му објаснам точно основите, па зашто тоа го правиме, кога би требало да види отприлика резултат, што да почитува и правилата надвор од тие 1 сат, затоа што генерално моите часови се 3 пати неделно се тие групни активности. Ја викам, со мене сте само 3 сати во неделата. Меѓутоа остатокот од времето сте сами на себе. Доколку сакате резултатот тука да го видите, треба малце да поработите и надвор од оваа просторија за да го имате комплетниот резултат, како на исхрана, како на одмор, на помалку стрес, иако знаеме дека во денешно време тоа не е возможно, меѓутоа што поредуциран стрес, подобар сон, подобар чувствување. Така е, да. Ќе се вратиме и на ватерполо, само подсетиме да те вратам и на таа приказна. Мојот ми е следен. Колку мислиш дека сега во ова ново време на социјални медиуми се нешто, нели, гледаме како овој ослабел толку, овој, нели, се надминал себе си, само треба да решиш и така натаму, тоа убаво влие и тоа е од една страна, а од друга страна медалата вели
сите заради тој лош, мислам, нели, стресен начин на живот, како да речам нешто брзаш, имаме се повеќе гојазни. Како популација, нели, имаме гојазни луѓе кои што потоа решаваат, нели, да поведат сметка за себе. Имаме. Јас секогаш им викам, а и погрешно, толкова кај нас кога луѓето викаат, леле, сакам да изгубам килограми. Значи, малце треба да го смениме тој мајндсет. Јас се трудам да го менувам колку што можам. Што да викаме? Треба како нација и како млада популација да ојачаме ние, односно да го зајакнеме телото. Да вежбаме. Губењето на телесна тежина ќе дое по дефолт. Така е. Меѓутоа е подобро вместо тоа weight loss да биде muscle gain. Односно ти да се чувствуваш подобро и постабилно во целото тело, затоа што мускулите се потпора за нашето тело. Тоа е како автомобилот, ти ако имаш јаква совина, ако немаш мотор да го поддржуваш, тоа ништо не правиш. Ништо не правиш. Добро, те слушаат младива? Па повеќе постарите ме слушаат. Повеќе постарите. Да. Младите гледаат низ друга призма. Низ која призма гледаат? Дека треба брзо сега да ослабам да. Као сум имали ситуации, може ли кидам, вика, летоска кидам до Рим, ми доаѓа у мај, кидам у јуни до Рим, може ли да ме направиш? Викам, како да те направам? Тоа е невозможно, кој да го ветил тоа, да. Или често сум се нашол у ситуација као не сакам ја нешто онака као тебе вака да изгледам. Јас сакам она. И викам невозможно е вака. Невозможно да, затоа да требаат години и години, не се кира. Или има девојки што ми доаѓаат, леле неќам со тегови ќе се набилдам многу. А од кога ќе го видат резултатот, гледаат уствари, да, и да им се свиѓа телото. Така е. Добро. Во тие индивидуални и групни пристапи, што е најважно? Најважно е умот? Па, да сакам. Комуникацијата и да сакаш, да. И комуникацијата што тренерот, односно стручното лице, ја има со клиентот. Да. Никогаш ја не сум се довел до ситуација, нити па сум мој клиент сум довел до ситуација да он се почувствува инфериорно загрозен на мојот час. Секогаш им викам можеш, кате можеш. Затоа што викаат дека све што мислиш дека можеш и не можеш си во право. И кога не можеш си во право и кога можеш си во право. Ако мислиш дека можеш, ќе успееш. Ако мислиш дека не можеш, пак ќе успееш во тоа што мислиш. Да. Пред да почнеме да правиме салатава, кажи ми со ватерполо, бевте вие дел од репрезентацијата тогаш на Македонија или? Не, затоа што имаше неколку убави години. Имаше неколку убави години, тоа беше некој проект што ја лично, а и сега и тогаш не го правдав и сега од оваа гледна точка не. Затоа што беа повеќе странци кои што беа странци, да. Втори во тимовите на луѓе на Па не знам биографијата нивна не ја разгледав, меѓутоа. Некои кои што нели не беа на првата листа да речеме на нивните репрезентации. Па секако не иначе зашто би играле за наша организација, ќе си играа за нивна. Млади деца имаше тогаш луѓе што сакаа да успеат баш во ватерполото, ги потисна за да дојдат странците и генерално сега е ватерполото негде на далечините, никој не го не спомнува. Затоа што мислам дека имаме некои казни од Пливачка федерација, од светска. Па не знам што се случува со ватерполото искрено. Заради тоа, заради тој затоа што таму имаш циклуси каде што треба да учествуваш. Мораш да учествуваш, така за да проложи. И сега ти ако не им проложиш договор на тие професионални играчи, они не доаѓаат да играат. Што бара некој од Нови Сад да дојде да игра во Скопје ако не му платиш. Имавме добри момци, вие, ти брат, ти така натаму. Имаме. Ја имав од средно школа еден со мене што учеше, стварно беше феноменален дечкото. Имаше добри деца, затоа што уште имаше замав и се уште траеше таа југословенска школа. И тренерите беа баш од тие, а знаеме каква беше југословенската кај е во ватерполото. Така е, да. Ти фали тоа? Ти фали тој дом? Ми фали. Понекогаш одам да играм на базен. Да. Имаш со кого? Па има дури сега поише функционираат тие ветерански лиги. Да, они играат редовно. Ја брат ми кога можеме одиме, они играат редовно. Тие ветерански лиги што на времето играле, дечки што 50 години, 40, 60 некои доаѓаат. И има интересни се тие средби, баш те враќа во тоа време, меѓутоа јас сум сепак да се младите уклучат, правилни школи, правилен систем на. Не сега само провокација ми е од муабетов, сега не знам кој ти е тебе, нели начинот на размислување, но можеби еве ти брат и уште неколку мина како вас, нешто да направите, некако фишчекор па да направиме. Па се надевам. Ватерполо репрезентација наша, македонска, со македонски имиња. Тоа има институции кои што треба да ги разгледаат тие работи. Да, ама вие како провокација сега, нели да спомнете, да кажете. Па
Ке го земе како Ке идеја, го да, окей. Ајде сега, зошто оваа идеја? Ова? И што вели русинот? Од Сабајле го спомнавме тој русинот. Кој е тој Вака русин се. што кажа некоја волшебна формула Вака и се. колку е волшебна ова? Русинот е Димитри Клоков, тие што се бават со олимписко кревање тегови, знаат за кого станува збор. Неколкократен олимписки првак, неколкократен светски првак, а во тој спорт генерално е баш она, ти си и тегот и мора да го дигнеш или да го дигаш тегот или не го дигаш. Нема тука правила, Нема, никој не може да ти така. помогне, нити владе непотизам, нити тимски играње, што све зависи од тебе, ти си до тегот и тоа е тоа. Него го следиме уште од кога почнеме да се бавиме со кросфит и дигање тегови, тоа е негде 2010-11. И типот не доручкува многу ретко. Не доручкува. Не доручкува, многу Што ретко. не слушаат, викаат, нели доручак као Па со не, пријатели. тоа е зависи како ќе зависи од денот. Како ти се двигат наредните 24 сата. добро. Доколку тоа што го збориме надвор од џимот, ти ако си го контролираш оброците, времето, ако сакаш малку да поводиш сметка на За тоа, себе? да, за себе ќе знаеш што треба да направиш. Значи не доручкува, застанавме таму. Да. И сега овој оброк има едно видео што е на YouTube, мислам дека. Он ова го јаде во 1:30 Сабајле. Затоа што е во некој град каде што му се има тоа е како карантин простор каде што олимпиците одат таму, они вежбаат пред да отидат на олимпијада. Тие што се бават со спорт знаат за што станува збор. И он јаде урда, меѓутоа рускава урда, оние викаат творог. Творог. Да, каде добро. што имаш висок процент на протеин, низок процент на масти и низок процент на аглен хидрати. Ова нашава не е таква? Нашата Не е близко. слична. Добро. Јас се обидов по маркетиве да најдам Да некоја најдам што таква. е пониско маслена, порано имаше една со 0 масти, сега беше ја тргна, не знам зашо. Меѓутоа, кој да бара од гледачите ако му се свиѓа ова, нека бара што пониски масти. Масти. Да. Да. Значи тоа е Тоа важно за одржување најважно. на еден баланс, затоа И што да стануваме треба у 1,5 Сабајле за да јадеме ова или не мора? не. Добро, може у 10,5 да јадеме. можеш. Значи храната треба да го поддржува твојот фитнес, а Така. не твојот body fat. Така е, добро. Да. И Не мора да стануваме во 1,5. Значи, еве да Добро. речеме некој навечер оброк, некој ноќен оброк, доколку утредента сакаш да поспиеш повеќе, а си планираш тренинг негде 10-11, добро. можеш да земеш негде околу 200 грама нискомаслена урда. Се отприлика Добро е да ставам таму. една лажица, е, да речем околу. Колку е? Па една лажица ваква е 10 грама, ама ако е зрнесто, као шекер или као сол се ова. Не знам знаеме. колку е. Да. Еве вака ќе го направиме. Тоа е тоа? Да. Добро. И ќе ставиме малце. Овде значи ги добиваме протеините и мастите. Ова има низок процент на аглехидрати, а зашо е прилично незгодно сега да земеш да сркаш урда. Само така. Пази само да не Ќе си слекаш, само не ти да си кажам. слекам сега више готово. Сега више готово Пала карта. Вака. Ќе ставиме малце. Добро. Ова е по желба. Значи Добро. ја лично сум околу Каков сакаш 250 грама. мармалати? Каков купи? Денеска ни од малина. Од малина. Да. Добро, може. Иначе иде и многу добро се од јагода, иде добро и со како беше она кајсија, Кај не. Слива може. Слива може. Овие црвениве се подобри со урда. Мармаладот ни е ради јаглехидратите. Некој ќе ви каже, сакаш да ослабиш не јаде јаглехидрати, меѓутоа никош што тој совет да не го послушате, зашто не е така просто. Не може да не јадеш јаглехидрати затоа што основен и базичен извор на енергија ни се јаглехидратите. Значи за ние да функционираме во текот на денот, нас не се потребни јаглехидрати, меѓутоа треба тоа да биде контролирано внес. Да. Вака се, а во оваа урда што ние одбравме, Добро. во 100 грама имаш околу, мислам дека 2,5 грама на 100 грама масти, тоа овде ни го прави 5 грама масти на 200 Добро. грама и 12 грама протеин, помножено со 2, 24 грама протеин. Значи 24 грама протеин и мармаладот добиваме, ставиме околу 100-150 грама, тоа е околу 50 грама чисти јаглехидрати, тој нема ништо друго, освен јаглехидрати и шеќери. Да, сега го мешаме вака. Мишкаме. Хомогено правиме. Супер. Сигурно вие дома ќе направите боле од мене. Ја на храна секогаш сум гледал како функционалност. Така е, така Да, е. да.
Добро. функционален. И што вели тој? Како кажи го штеднаш името? Димитри Клоков. Димитри Клоков. Да. Добро. Што вели тој? Што му прави ова? Му дава енергија доволно? Урдата има протеин од сурутка, односно и казеин протеин. Казеинот протеинот е нешто што се разложува на полувременски период. Односно апсорбцијата на телото ја прави во полувременски период. И сега да речеме ти 8 сата после овој оброк спиеш, телото ќе има од што да се похранува. Да. Јаглехидратите ќе дозволат за протеинот да се апсорбира во клетката и ти добиваш еден комплетен оброк кој што ќе ти дава доволно енергија. Ќе ти даде доволно енергија и ти на тренингот ќе се осеќаш фул и ќе се осеќаш спремен за да го изработиш тренингот. Значи после ова испиење ти можеш на тренинг идеш. После ова испиење, одмор, можеш да одиш на тренинг. Слободно. Мислам, ви го кажам ова чиста пракса, не дека Клоков сме го прочитали, кажам него. И јас сум го практикувал. И го користиш и ти, брати, го користите ова како оброк? Да, често. Понекогаш дури ми е малку од урда. Ја многу сакам јаглехидрати. Многу. Добро. А мармаладот ти е малку? Мармаладот ми е малку, меѓутоа гледам да не изфорсирам со мармалад, повеќе од 100 грама тешко. Да. Си земам јаболка, нешто портокал, ова е за еден оброк? За еден. Добро. Мојот дом изгледа многу поголем од ова, искрено. Ова е малце... Добро. Така, да не правиме сега товар тука. Да не правиме многу. Да. Јас си ставам и некој си, овош е нешто што ќе ме напуни, тоа ми е плюс ради диеталните влакна. За мене лично ми прави да се осеќам добро. Доколку сакате, можете и ви да си пробате. Добро, супер. Сега, остани ти овдека, јас си ти овде. А сега, колега, ако сме подготвени, да видиме што има другата дама тамо прекрасна, која што пееше на Макбет една песна против нешто што се вика насилство во вржината, ама таа ќе ни каже повеќе. Така е, Симонка ни е на наше задоволство во нашето студио, подготвени и прво ве следиме со внимание. Ова се урдава рецептове. Ама научи масти, све? Се научив, но кажавте дека може мармалади, овоше, нели така натаму веројатно и зеленчук. Дали може, јас сакам да конзумирам урда со пржено јајце. Односно јајце, урда да ја спржам. Немој да одговараш. И сланина. Тоа само по себе си И сланина. Ако нема сланинка, чварки. Дали тоа е добро? И чварки. Да. За вечера да ме држи до сабајле. Не сте нормален колега. Тоа се вика џабе зборем 15 минути, така ли? Се шегувам. Урдата само ја сватив друга. Значи можам со што сакам да ја комбинирам. Не можеш. Да се пошегуваме малку, да. И во во нашиот разговор, Симона, добре дојде, Симона Поповска. Повторно ни се враќаш на македонската музичка сцена. Се надевам на трето нема да одите. Сега се смеевме затоа што по претходното интервју следниот ден Симона нели ми призна, односно ми кажа дека дознала дека е повторно бремена. Утре тестот направи го. Ако е таква мајата по емисијава? Не се надевам. Добре дојде, како си ми? Добре ме најдов, одлично. Секогаш во ваше друштво се чувствувам одлично. Да. И дефинитивно секогаш кога ги правиме муабетите е некакво враќање со оглед на нели приватните обврски и твоите дечиња, така што и повторно имаш враќање, но веќе си навикната сигурно како тоа треба да го направиш и нели како се одвиваат работите со оглед на првата пауза која што ја имаше. Како што се случува дома се? Ајде прво кажи ми, па после одиме професионално. Да, каква е ситуацијата дома? Се справувате ли дома? Дома се справуваме, да, со добра комуникација, колку што можеме, нели, и обврски и малите. Ги завршуваме, значи, сите работи да онака да се осети денот да биде некако полесен, да не биде на крајот на денот леле како беше, што беше. Гледаме од секоја ситуација да извлечеме нешто позитивно, да се трчкаме по нив, да ни е забавно и тоа е тоа. Да, прилично се мали, така што уште бара трчкање по нив и тие нели обврски кои што си ги налагаат малите дечиња, но секогаш кога ќе се осврнеме за нас и тој период, тие маки се забораваат. Нели како што разговаравме, се забораваат. Ја те тешев така да не се секире уште малку, ова прво ќе направи 3, ќе се олабајте и после другава и готово. Ќе се вратиш во нормала. Тешко е, нели, и како мајка со две малечки дечиња, нели, и со кариера и зборуваме кариера, она што ти е, нели, твоја професија. И музичка, и медицинска. И музичка, и медицинска. И тешко е некако да се избалансира сето тоа, се си бара време. А повеќе, нормално,
и посветеност дома. Ајде пред да преминам на музиката, она што ми е интересно, нели, и медицината, работиш и континуирано си во работен однос, дерматолог, така? Да, специализиран на дерматологија. Вработена на 8 септември, моментално сум на обука на клиника, на државна клиника. Секој ден, како што кажа, на работа, со обврски, но меѓутоа сето со задоволство го правам, затоа што како што претходно сум кажала, без музика не можам исто и без медицина. Значи, ако бидам без едното, сум како птица без едно крило, така да тоа е тоа што ме исполнува. Да. И сега враќањево на музикава, окей, со нова песна, но треба да се вратиш и нели во нормална како што треба, па некако во контекст на муабетот за вежбање. Имаш потреба од внимавање во исхраната, од некакви диети, практикуваш ли да вежбаш? Генерално те знаеме како згодна пеачка, нели? Так. Но нели со оглед на бременоста 2 пати и така натаму, имаш ли проблем? Со оглед на тоа дека трчаш, веројатно не ти треба многу по децата, но внимаваш ли на изгледот? Како тоа го правиш? Некој совет можеби за млади мајки? Искрено да ви кажам, јас си го познавам многу добро своето тело и знам што највеќе ми одговара, што највеќе ми смета. И некако вишок кила кога имам, нели кога имам во килограми зборам, значи се осеќам самата на себе и си викам нели овој период кај што нели морам да стагнирам од некој тип на храна. Избегавам значи се она што е брза храна, не отстапувам од јагле хидратите како што каже самиот фитнес тренер. Значи, гледам да балансирам некако и онма гледам резултати. Тоа е тоа. Секако дека морам да внимавам на исхраната, а она што кажа за вежбањето ми фали многу и се надевам дека ќе почнам во наредниот период, но меѓутоа сега како што кажа кардиото дома ти, 24/7 кардио нема проблем, само кога спијат се одмараш. Само кога па не и тогаш веќе се завршуваат врските по дома и тогаш имам едно активни 2 часа кардио по дома, па после тоа. Јасно. Одмарање, да. Јасно. Кога сме кај домашните обврски, сакаш да готвиш? Сакам, да. Сакам, но меѓутоа не ми дозволува многу времето, но за своите дечиња секогаш знам да приготвам храна, бидејќи сакам да имаат здрави оброци. За себе некогаш не знам и немам време да стигнам да сготвам, но меѓутоа гледам да ги задоволам нутритивните вредности кои што ми се потребни. Добро. Сега ти е потребна музичката сцена, успешно се врати на Макфест, зашто го одбра, наменски планот беше таму да се појавиш и да се вратиш кариерата музичка, или? Искрено да ви кажам, изминатиот период, нели како што беше и корона карантинот, немаше ни доволно да речеме ни емисии, ни фестивали каде што може нели да се формираат. Затоа се правеа деца кога беше короната, добро. Така се искористи паметно тој период. Многу паметно го искористи. Така. По долго време нели размислувавме секако дека планирав да имам нова песна и нов видеозапис, но меѓутоа каде нели тоа сето да добие онака како што треба и пораката да се испрати и да добие еден вид на промоција. Во блиско време ни беше Макфест, седнавме, разговаравме заедно со Горијан, дојдовме до една заедничка идеја која што сакавме да имплементираме. Така и се случи и на некој начин да, и наменски беше. И наменски. Да. И сега ме интересира затоа што нели пораката испраќа, односно спотот испраќа порака за семејното наследство. Так. Актуелно се зборува по медиумите и треба да се зборува. Така. Што тебе те инспирираше? Можеби некоја си, не знам, случка од споделена од блиска да ви пријателка кажам, или едноставно од ова што генерално ни се случува? Затоа што нели они што ме знаат, јас сум и дерматологијата, освен што работам нели патологијата, исто така сум и естетски нели работам со многу жени. Така што кога сме имале нели моменти, тогаш она кој што имаме врска пациент-доктор, се раскажувале многу случаи настани кои што однака допреле до мене и сум некако сум го запамтила тој момент и сум сакала да испратам на некој начин порака до понижниот пол, дека и покрај сите работи што се случува, дека треба да зема некоја сила и да направат една трансформација, да го изодат онај пат кој што треба. И заради тоа беше и фениксот нели употребен во целата оваа приказна, затоа што секој треба и мора да го разбуди во себе и да го изоди онај пат кој што треба да го изоди и да не се плаши од ништо. Така да целите случаи настани кои што ми биле доверени од страна на по нижниот пол, сум сватила дека морам на некој начин јас да допринесам до тоа.
и да поткренам свеста, бидејќи ево психолошкото родово базирано насилство е еден вид нели од семејното насилство, доста актуелно во последниот момент. И имаме моменти каде што еве јас сум била и сведок на подчинување од страна на посилниот пол, како што не ми се воопшто допаѓало и каде што и жената немала ни избор, ни на збор, ни на одлука. Па сум гледала, значи, пред мене кои што се случувале и на некој начин може да кажеме и уцени, закани, така натака. Сега не во таа смисла закана да нешто треба нели повисоко да се реагира, но меѓутоа еве на некој начин од после сум знаела да допрам до самите пациентки да им кажам дека не е ова нели правилно, не треба вака нели да се чувствуваш, треба да превземиш нешто, да. Иако во тие моменти сигурно е доста тешко и да се одлучи да се тргне и на некој пат да се изоди, бидејќи емоцијата се става на прво место, па сите од нив еве 90% нели имаат и позади себе и семејство и така натака. Пораката не е дека ние ги тераме нели жените да одлучат да стават крај на некоја брачна состојба или така натака, но меѓутоа да си го подобрат својот статус и да разговараат, бидејќи има и советници кои што ќе знаат како да го поткренат тоа кај нив, односно свестоста дека можат да застанат на своји нозе, дека не треба од никого нели да зависат, не треба од никого да се чувствуваат подчинети, затоа што секој е своја особа, своја индивидуа и заради тоа кажуваме дека секој има пат кој што треба да го оди и да го изоди. Да, но во секој случај жената како жена не е само индивидуа, нели треба да има и поддршка од мажот, и можеби кампањски треба да се размислува и кампања за другава страна, нели како да се сопре насилството, затоа што жената ако нема избор, така. И да се обраќа кај институциите, а нема поддршка од незината страна и половина, тешко дека ќе може да дојде до решение. Затоа кажуваме дека треба нели некои ситуации може заедно да се огледа, нели доста постојат и брачни советници и така натака, но меѓутоа во никој случај не треба да се избере да се подчини и да се живее на некој начин така животот, затоа што секој треба во овој живот да биде среќен, секој треба да биде исполнет и секој треба да направи нешто да се чувствува убаво за себе си, па затоа што еднаш се живее, нели? Така е, секој треба да си го изживее, како што кажа, квалитетен, убав живот, како што тој размислува. Добро, плановите на што се врзани? Денеска ќе го видиме и видео записот, односно спотот, премиерно на Телма за Макфестовската тема. Што после Макфест како одиме? После Макфест одиме со промоција на нова песна и видеозапис. Се надеваме дека временски тоа ќе биде за 2 месеци. Тимот ќе разгледаме кој ќе биде, но меѓутоа секако дека ќе учествува Горијан во тој тим, а дополнително на кој што треба дали текстот, како ќе биде и што ќе биде, ќе видиме, ќе одлучиме. Затоа што сега се работи на мелодијата и на музиката. Она е нешто најбитно. За година дена ќе почнеш со детски песни, во тоа сум сигурен, но ќе почекаме, па ќе видиме. Добро, ајде, толку зборувавме за спотот и песната, би сакал нели да ја најавиме и да ја погледнеме. Бакниме за крај, се вика. Бакниме за крај, да. Не е ова крај, ќе останеш со нас до самиот крај, имаме уште нешто време, но се разбира премиерно Симона Поповска и Бакниме за крај за нашите утренци. Бакни ме за крај, штом ке си одиш. Бакни ме да знам дека ке одиш. Се ми зема, се ми скина, пола младост, сета сила. Бакни ме да знам дека не се враќаш и да не те видам. Нема да падам, не, научив да сакам со тебе и да мразам. Имам крилја, само пушти ме да летам високо. Бакни ме за крај и не се враќај. Сега сигурно чекорам до крај. Ти посакувам среќа и храброст. Штом те снема, се смени. Сега знам за се си крив. Ценно ми е дал ке си мртов или жив. И да не те видам никогаш, нема да падам, не.
Како се наредивме? А сега надпреварот во кој што се вика секој петок урда јадам. Што да смените петок е денеска. Урдата е пред вас. Като јади. Ајде, 3, Чекај малце, само не се улетуете, не надпроба, затоа рече не. Зошто? Јас пробав и А многу малце проба, треба количината голема да биде. бака се. Значи, има некој кој што стварно си јаде, нели? Солено, благо, кисело и така натаму, тоа се специјалитети и така натаму, ја тоа не го замерувам. Но има луѓе кои што не можат сака, да го... сим. Не може да... Урда за мене се разбира со јајце, или со сланинче, со Абе, збуравме бурек 15 со минути урда, доста со таа, со јајцето. со мармалад. Со мармалад. Ај, пробајте и кажете ми искрено. Јас пробав и... Симона, 3 за 4 позор сега. Ти за колку време го јадеш? Не, сорно ќе се такам. Чекај, Не сниме беше добро Симона. као, да. Дај ми фаца на Симона. 3 за 4. Реакцијата, не Симона проба. Проба, точно 3 за 4. Не, вака, рековме не се лутиме, значи искрено кажуваме, Не, дали не се пакото е фер, допаѓа. Мене Не ми сумаме се вкус. Мене ми се допаѓа. Чекај малце. Не. Не. И јас. Не. Кој ќе јаде со нас? Ајде ти што многу. Дојди. Ајде, Вики, ова е за тебе. 3 за 4, ајде. Не за 4, дај реакција на... Убаво, ја го Ти проба. проба? Да, супер. Јас сум го можам да го јадам. Ама ти јадеш и лубеница со сирење. Што јадам? И диња со сирење. Не треба брзо или Нешто да немаш утната. Не, таман не. И тебе ти е добра. Кисело. нешто е нормално. Другари, баш вкусно. Мене ми се Не, допаѓа. не, добро. Значи, овде се работи за, На нели? вкус, да. Ти победи! Абе, па кажи дека играме стварно приди. Добро, ова ќе го... Мислам дека си искрена, пошто стално си искрена. на Стварно, ја телевизија. не лажам. За такви работи не лажам. Па за касне, екран. ајде. Супер. Така. Колку е часот? Добро е, пробивме малце. Океј. 11:02. Гости, драги мили, ви посакуваме успеси, ви благодариме затоа што одвоевте време и ни бевте во нашата утринска емисија. Се разбира, кога ќе имаме ново да споделиме, секогаш ве очекуваме и имате простор кога и да треба. Повеликата. Таман. Те оставив да јадеш малку. Не, таман голтнав да кажам дека Илија, видите дека следниот пат ќе ни готви меса. За месо може. За месото ти ќе бидеш Симона, така. да, ја доаѓам тука, нема проблем, за месото ќе се подготвиме. Како што треба. Илија, Се фала ти. шегувам. Илија супер совети, навистина е практично и убав оброк и верувам дека ќе го применуваат луѓето, Кажи но ми, кај може да се разбира, не е одојдат за ствари? секого. Тоа ни го кажавме, индивидуални часови, Илија? Кај си? Искрено, не немам место веќе за Немаш индивидуални место? со клиентите. Добро, Почекај, пак има место, пак ќе ни Ќе дојде. го викнеме за да кажеме дека има место. Добро, Денеска лесно на социјалните мрежи може да те Така најдат, е. нели да те прашаат и да се исподоговорите ако се разбира се заинтересирани. Симона, уште еднаш фала ти. Благодарам уште Нова еднаш на песна, поканата. пак те Фала чекаме. на вас. Пак ниме за крај. Така е. Чао! До понеделник.